Почитувани гледачи, имаме чест да разговараме со госпогета Мила Царовска, која што е министер на Министерството за труд и социјална политика во нашата земја. Овде дојдена во Канада за прв пат, предпоставувам. Не, апсолутно тука почесто сум доаѓала во текот на мојот живот заради тоа што моето семејство е исто така тука. Татко ми, сестра ми, брат ми, сите се тие тука. Добро дојдовте по кој знае кој пат. И драго ни е што некој што овде има своја фамилија, е на позиција во нашата влада и може да ги слушне нашите повици за помош и за информации кои што ни се неопходни овде. Првенствено вашата посета на Канада беше да присуствувате на конференција во Отава. Кажете ни кои се вашите впечатоци. Знаеме дека конференцијата беше исто така посетена и од нашиот министер Дамјан Манчевски. Меѓутоа, он сугерираше повеќе информации ќе ни дадете вие, затоа што ќе се вративте за Торонто, како што и се вративте. Значи, целта на таа конференција и зашто беше важно нашето присуство како држава таму? Многу е важно што владата на Република Македонија е дел од владите кои што се отворени или open government partnership, кои што кажува дека владите кои што се транспарентни, кои што ги споделуваат податоците со граѓаните и со јавноста, тие точно може да се измери што работат и како работат, не ги залажуваат и не ги манипулираат граѓаните. И нашата влада е дел од тоа и сите ние сме горди на истото. Но исто така Македонија преку моето министерство работи на пристап до правда за ранливите групи на граѓани и токму преку програмата за интеграција на роми во нашата држава и оваа програма за пристап до правда ние обезбедуваме да преку центрите за социјална работа на ранливите групи на роми им дадеме поддршка преку нивната заедница или нивната заедница е вработена во центрите и со тоа им дава точна навремена и културно, да речеме, адаптирана информација за да тие стигнат до правдата или до правата кои што по закон им следуваат. Кај нас често се размислува дека пристап до правда е одговорност само на судот или само на Министерство за правда. Не, пристапот до здравство, пристапот до образование, пристапот до социјални услуги, пристапот до транспорт, сето тоа е правда за одредени граѓани кои што тешко стигнуваат до сите овие работи кои што ги кажав. И сме среќни што нашата влада, прво е како добар пример прикажана на оваа конференција која што беше во Отава, која што ја отвори премиерот на Канада. Ме радува што ете и го видовме таму, но во секој случај е дополнително важно и за нашите граѓани кои што во нашата држава многу тешко стигнувале до овие услуги, да сега ние како влада им ги обезбедиме, да ги отвориме вратите на институциите, затоа што убаво е да речете вие институциите се отворени за сите. Ако не ги адаптирате на потребите на оние ранливи граѓани, тие тешко пристапуваат до нив. Е токму тоа како влада сега го правиме. И секако тоа е многу и би сакале да знаеме во рамките на вашето министерство, реформите кои што се сега донесени, кои се тие новини што иселениците би требало да ги знаат? Оваа реформа беше клучна за оние граѓани кои што живеат во сиромаштија во нашата држава и конечно парламентот ги изгласа трите клучни закони, а тоа е дека социјалната парична помош се покачува за 300% или едно 4 члено домакинство, ако до вчера земаше 3000 денари, денеска ќе зема 10.700. Дополнително за прв пат се воведуваат детскиот и образовниот додаток или како држава покажуваме знаење и посветеност кон децата. Зошто? Затоа што тие се потенцијалот на нашата држава. Тие се идната економија на нашата држава. И ако ние не инвестираме во нив, ако се уште постигнуваме на PISA резултати какви што постигнуваме, тогаш ништо не сме направиле за нашата држава. А вака со стимулација за образование и стимулација за децата и го зголемуваме бројот на деца, но исто така вложуваме и во нивното континуирано образование. И последниот закон се однесува на државна социјална пензија. Или сите знаеме дека во транзицијата многу возрастни луѓе работеа, но не се плаќани придонеси. Едноставно ги изеде тој еден период на нашата држава каде што луѓето останаа без пензија. И сега со тоа ние компензираме и велиме сите луѓе над 65 години кои што живееле 15 години на територија на Македонија ќе добијат 6000 денари и ќе бидат мирни во староста или ќе имаат за лепче и со лепче. И тоа е голема работа ако сакаме да се прикажеме себе како социјална држава. И со овој пакет воведуваме нов стандард во социјалната заштита. Веќе нема да кажеме да даваме милостина, туку се дава соодветна сума на пари, но важно е овие кои што примаат адекватен приход или социјалната помош е висока, но ние пробуваме да ги вклучиме на пазар на труд. Ги преквалификуваме, ги доквалификуваме и велиме од сиромаштија не се излегува со пари што ти ги дава државата, туку од сиромаштија се излегува со работа и со активирање на пазар на труд и со тоа правиме една нова генерација на приматели на социјална помош кои што ќе ги вклучиме во економијата и ќе придонесат за развој на општеството.
Спомнавте 15 години. Дали е тоа континуиран период на живење во Македонија или е вкупно? Купен период во последните 15 години да имаат 15 години живење. И секако пензиите, признавањето на нашите пензии, социјалата овде во Канада е горливо прашање уште од 20 години. На кој начин се обидувате да сепак го решите ова во позитивна смисла на нас иселениците овде? Сметам дека социјалните договори со другите држави се навистина добра работа, затоа што признавањето на здравственото и социјалното осигурување е клучно за луѓето што работеле кај нас, па дошле тука и обратно. Со земјите во регионот е потпишан социјален договор со сите. Сега сме во постапка со потпишување на договори со европските земји, но исто така се обидуваме да разговараме и со канадската страна, да кажеме, за да може да добиеме можност да преговараме за социјален договор. Не можам да кажам кога би се случило тоа, но секако е во интерес на граѓаните, ние ќе направиме максимум да тоа се случи во догледно време. Знаете дека во парламентот во Канада е формирана група за поддршка на Македонија или пријатели на Македонија во канадскиот парламент и тоа ми дава за право да кажам дека можеби попозитивно ќе се гледа на нашата држава, дополнително веќе станавме и светски познати со тоа што направивме исчекор во средување на односите со соседите, што посебно се цени во дипломатијата и се цени во политиката, дополнително пристапувањето кон НАТО и кон ЕУ ќе значи подобар стандард на нашата држава. Тоа ќе значи дека нашата држава е правно регулирана, дека има одредени стандарди кои што се почитуваат и со тоа ќе не препознаат и вака развиените големи земји како партнер за социјален договор. Секако во рамките на вашето министерство е и надлежноста за старските домови и социјалната грижа на луѓе кои што се во години, изнемоштени лица. Докаде е сето тоа и кои се понатаму плановите? Видете, таму си се развиваат старските домови, во најголем дел се приватни, но ние имаме можност, сега се прави како да кажам, проценка со која што се утврдува дали државата за оние што се најсиромашни граѓани може да откупи места по утврдени цени кои што државата ќе ги плаќа за да може старите луѓе да се сместат во тие легла, за да не мора да гради свои старски домови кога веќе се изградени, може да се потпишат таков тип на управни договори со други приватни институции и тоа ќе биде одлично. Но исто така сакам да ги повикам и тука што се жители македонци кои што се жители во Канада, дека апсолутно треба да ги користат условите кои што и предностите што ги користат старските домови во Македонија, затоа што тие тука имаат примања што се повеќе од доволни за Македонија, а таму условите се совршени, можам да кажам. Посебно во оние кои што се стандардизирани и квалитетни. За прв пат се отвори еден центар за деменција сега. Имаме квалитетни приватни старски домови кои што се како хотели со 24 часовна медицинска грижа. И сето тоа е поволност која што овде нашите граѓани не може да си ја платат. Јас сум сигурна, а таму за многу поевтини цени ќе го добиваат. Треба да си обезбедат само македонска документација, пасош и така натаму, а тоа може да го направат преку конзулатот и да директно си дојдат. Јас себе немам никаков проблем и да ви ги испратиме информациите за сите старски домови што постојат, па да споделите со граѓаните и тие да се бираат. Ви благодарам многу. Тоа ќе биде наистина од голем бенефит за сите нас овде и за нашите гледачи секако. И би сакала да ви се заблагодарам за ова кратко интервју и да ви пожелам на вас, на вашето министерство и на целата влада голем успех и понатаму. Благодарам многу за можноста да бидам во овој прилог и во оваа емисија и посакувам успех заеднички да имаме.